Денеска е последниот форум за ова година од форумот на заедници и тоа е конечен форум на веќе проектиран буџет и подготвена документација, каде што граѓаните присутни на форумот треба да донесат конечна одлука дали дават приоритети на она што е веќе зацртано во буџетот. Јас знам дека има уште еден форум кој што е отчетен 2011 некаде април за тековните реализирачки активности за она што е проектирано во буџетот и сум среќен што еве и вечерва можам да излезам пред форумот заради тоа што сето она што беше предложено од страна на граѓаните преку форумските сесии е влезено во буџет, освен она што не е наша надлежност или е сугерирано до ресорните министерства или граѓаните се опатени како понатаму да го решаваат. Сето она што е надлежност на општината, а беше предложено од граѓаните, можевме за наша среќа да го прифатиме, да го компонираме во буџетот и доколку денеска добие виза на гласањето на форумската сесија, ќе биде подготвен документ за на 9 во петок биде доставен до советниците. 29 декември е одлуката на Советот, јас се надевам дека ќе биде консензуална, така да ќе имаме конечно буџет и за 2012. Пред медиумите ќе наведам неколку проекти кои што ова вечер ќе бидат гласени. Покрај сето она што е прифатено, се работи за капитални реализации за кои што треба секако да бидат информирани граѓаните. Прво, изградбата на градското корзо од 19-ката до Дион, еден од поголемите проекти за идната година. Второ е целосната реконструкција на трите главни булевари. Гоце Делчев со втор слој и нови тротоари, Ленинова целосно втор слој проширување на улицата Ленинова, Маршал Тито од глобал семафорите се до раскрсницата со Драварска целосно нови втори слоеви. Тоа е како еден проект. Трет проект кој што е предложен е кружниот тек помеѓу улица Младинска и булевар Гоце Делчев. Пети проект е целосното уредување на турската националност во горниот дел на градот. Се извинувам. Се работи за уредување на улиците Бошко Буха, Бетовенова со тротоари и со нови улици како проект. Понатаму до она што останува како проект е јавната вага како капитално здание во Баница за идната година. Овде спаѓаат новите канделабри на старата чаршија, кои што се во старовремски стил и се одлично проектирани. Ободниот канал и неговото довршување како голем проект. Целосното хортикултурно уредување со езерце во градот Струмица и игралишта за мини голф и други спортски терени, таблите за куќи и улици во градот и населените места како посебен проект. Струмица Open Festival, еден од новите проекти кој што е и текако силно буџетски димензиониран. Целта е цело лето со завршеток на 3 крупни денови да имаме огромни културни збиднувања во градот Струмица. И социјалните проекти кои што во проектот за мотористичките способности и социјекономскиот развој кај децата, каде што ќе бидат буквално целосно прегледани и стручно насочени сите деца во сите основни училишта во Струмица, прифатилиште на жртви за семејно насилство, изградба на дневниот центар за деца со посебни потреби, изградба на центарот за деца од улица и абстиненција на наркозависниците, новата поддршка за наредната година како социјална димензија. Тоа е тоа што ќе биде гласано. Инаку вкупниот буџет предвидува некаде околу 330 конкретни проекти за 2012 година.